One-on-one web content brought to you by Good Nature. И сега нормално имаме стендап од нашиот Маријан Ѓоргиевски. Ајде, Маријан! Жената е дел од нашиот живот и мислам едно суштество без кое што не можеме. Видете, на некој начин жената мажот го гледа како една семинарска работа. Како е, мислам, буквално како семинарска. Не знам од каде е таа потреба кај жената да мисли дека мажот сака да се променува. Таа секогаш има забелешка типот: "Еј, супер би било да ја облечиш онаа кошулата што ја носеше на првиот состанок." А маж не памти такви работи. Маж памти голема слика од прилика, знаеш. Знам дека бев облечен. Сериозно. А жена памти во детали некои работи. И са видите, кога има проблем, например, маж, него не му се познава, мислам, онака во само вака во очи, кој ќе го видиш, гледаш дека тешко му е. А жена кога ја е тешко, таа ја почнува: "Ти си крив!" Мислам, не знам од каде, ти си крив е моментот. Кога жена има проблем, таа бара прво рамо за плачење, потоа бара совет како да го реши проблемот. А ке мажот е обратно. Значи прво замисли, рамо за плачење, да ја кажеш на жена дека таа е најдобра, таа е се, таа е супер, без тебе никој не може, ти само најтешко ти е тебе, се е супер, оди сега заврши работата онде. Баш е таков моментот. А маж на некој начин пати, тој во себе, него му е потребно да го преживее тоа. Значи кога ќе го видиш има проблем, само те прашува жената дома што е работата ти. Треба да се прибере, да се пикне како во дупка, кога ќе го преживее, тој похрабар продолжува понатаму во животот. И цело време се прашувам вака во текот на животот како поминуваат годините, така ти забораваш со партнерот реално каков контакт имаш. По некој време само си вика: "Која е ова, бе?" Поминале година, таа за тебе вика: "Кој е овој човече? Па не беше ти издвако, па не бе, ја уште 20 кила над мене." Баш ке имаме 3 деца. 3 деца, една плата. Ти живееш со платата, 3 деца и кредитот што го имаш. И третото дете ти е проект на влада на Република Македонија. Види, на некој начин сега ти е страв ти да не го скинат проектот, ти од СДС-ов, ја може да го манат. Си земал ти по 10.000 месечно, трето дете, знаеш од проектот, си е супер, али во еден момент си викаш: "Мате, да не го прекинат ова, страв ти е да го гушниш, дете во пари да не побара." Замисли како би му било на тоа дете кога ќе порасне, како ќе му кажеш: "Ти, сине, ти си проект на влада на Република Македонија." Посебно нашите родители кои живееле во еден друг систем, потоа во овој систем, имате еден куп онакви фалинки, еден куп проблеми, мислам. Клучни муабети кои ќе ги слушнете во секој дом се од типот на: "Ајде стани, цел ден го преспа." Значи, или на пример од типот: "Шо направи болерот, цел ден гори за тебе." Тоа се тие моменти кои се од нашите, некако ги слушам. Или на пример муабети од типот исто: "Ќе го заврши на што е факултетот или не?" Или на пример исто: "Ти, дечко, имаш мори 28 години наполна. Не сакам ништо да ти речам, ама еден ден ти треба да раѓаш, касно ќе биде." Тоа се тие моменти. Видете, си викам, замисли како нашите родители, како си замислувале порано, сите имале некои идоли, си правеле. Замисли, таа тебе те гледала како Хемфри Богарт, ти не си како Софија Лорен, а на крајот ти личиш на морш, според она што ги испушташ дори спиеш, тие звуци. Таа веќе личи на Питу Гулио, мислам, според сликата онака. И нормално дека не се возбудува се, тоа е. Таа било од оној тип, например, си викам, Југославија, замисли кој момент, кои репери ги имале, не знам, максимум Лепа Брена, мислам, максимум било тоа. Во глобала биле со онакви фризури, не истрижени, не исчешлани, ништо, онакви као топка волнена фризура. Или, например, друга, поалтернативна е репче фризура, знаеш? Како да е родена така со репче. Значи, таа носи репче и е страв вака да го крене, кога го крене од оздола, јајца од гугутка има 100%. Имала, значи, амбиција, се запишала на компаративна книжевност, се на крајот ги брои мртвите во катастарот во градот. А ти си стечаен работник. Тоа е титула. Замисли кој ќе дојдат за избори наврата, туп отварат. Ова е стечаен работник. Гордо го носиш тоа. Тоа не
Тоа не е едноставно. Мислам, секогаш ти идат на избори, набрата кандидатот за градоначалник. Здраво, здраво, фати го загати, делчи фаќа, окей. Што сакаш можеш да му правиш во тој момент? Уживаш. Ти си тој стечен работник. Значи ти си престанал веќе да се тушираш, мислам, буквално. Ти носиш работи од оне кинеска роба кој ќе речат. Знаеш, кинеска роба може ти зарасни на тебе. Значи, например, се по 99 денари. Како е можно? Од Сеучан, местото во Кина, не знам од каде патува, тоа стигнува тука и тоа е 99 денари. Колку е таму? Минус 10? Тоа, мислам, стварно кинезите од патики може да направи, мислам наискрено. Тие кои ќе ги облечеш нема стекување, ти зараснае за тебе. Не ГМО, не знам, некои субстанци, се влегува во тебе, човече. Знаеш, или на пример кога ќе земиш second hand, што е second hand? Кај на често користиме, носиме second hand работи. Тој од Шведска некој ја купил и таму сега има едно донација за Балкан. Таму ги остава. И ти ќе ја земиш тука за 200 на комшијата. Видиш, од джемпер за 200 зедов. А тој од некој швеѓанец негде поима неам од каде. И така ти некако си живееш во текот на сите тие години, се забораваш со својот партнер, поминува време, поминува животот, стануваш пензионер. Барем тука ќе успееш во животот. Како пензионер. И така некако ти поминува живот. Не знам каква генерација ќе видиме ние. Ајде ќе видиме. Тоа е тоа, пријатели мој.